Корупцијата во Македонија е хронична состојба. Со 2% доверба во судството, на властите не им држат вода оправдувањата, дека уште сме во чекалницата, заради како што велат тие, некакви проруски сили. Делот аналитичарите се децидни. Сите амбасади, но и пошироката меѓународна заедница, алармира дека во Македонија корупцијата е распространата од ниво на шалтер, па се до високите функционерски фотели. Ако владата мисли дека со изговори и флоскули ќе го излаже народот за некакви руски сили што не држале во заложништво, тогаш властите се лажат, вели професорот Звонимир Јанкуловски. Тој за Алфа посочува, оваа власт ја парча со Македонија и затоа сме уште пред портите на европското семејство. Ние не ги задоволуваме ниту основните копенхашки критериуми. Меѓутоа, ако сите ви укажуваат на висок степен на корупција во државата, кој едноставно е веќе хронична состојба, дури вчера американската амбасадорка имаше изјава во таа насока, тогаш станува јасно зашто овие процеси не се дел од она што сакаат тие да веруваат дека се руски сили, туку се објективни критериуми. Јанкуловски вели, власта треба да види и да прочита нешто од извештаите на Унијата за незиното проширување. Какво е расположението во земјите членки, каде се позиционира Европската Унија со новите глобални промени. Вели, владата е запната за уставните измени и само тоа го посочува како проблем, ама и да ги ставиме бугарите во уставот заради корупција, ќе се соочиме со нови вета. Со 2% доверба во правосудниот систем не верувам дека можеме да напредуваме кон Унијата и со ваква економија која е во моментот во државата, мислам дека сме далеку од стандардите кои се поставени во Унијата. Дури прашањето на внесувањето на бугарите веќе не е нешто што и доколку го направиме ќе биде гаранција дека ќе тргнеме на патот на Европската Унија. Годинава се почести беа критиките од амбасадите за корупција во Македонија. Холандија реагираше и на измените на кривичниот законник. Тоа го призна и вице-премиерот Маричик. Иако многу европски земји реагираа преку Европската комисија, Холандија беше држава која билатерално изрази загриженост со измените на кои им се дава можност за поголема наказнивост. Пролетта холандскиот амбасадор Коп повлече проект во вредност од 1 милион евра за зајакнување на ефикасноста, отчетноста и транспарентноста на судскиот совет. А токму за судскиот совет, Европската Унија испрати оценска мисија, која даде дури 40 препораки, кои ако не се применат, состојбата во советот ќе остане критична и хаотична.